Наскоро треба да почне санацијата на кровот на браќа Миладиновци. Надлежните од училиштето информираа дека избрана фирма која ќе ја спроведе реконструкцијата. Министерството за образование и наука ќе одвои речиси 15 милиони денари за оваа намена. Се надевам дека во најскоро време ќе се надмине нашиот проблем, бидејќи учебната 2022-2023, како целата јавност што е запознаена, бевме раселени во неколку училишни објекти, работевме во многу тешки услови, каде што не само вториот кат, туку имавме прокапување и на првиот кат, имаме сериозни оштетувања и се надевам дека со санацијата на кровниот покривач, дека не само ќе биде саниран кровниот покривач, туку и штетите нанесени од влага и на крајот од ова учебна година остануваат месеците јуни, август, септември, каде што ќе немаме ученици и ќе го искористиме периодот за целосна санација, варосување на училишниот објект, се она што значи едни убави услови за почетокот на 2023 учебната 24. Иако во договорот стои дека периодот на изведба е 10 месеци, јас се надевам дека ние ова ќе го надминеме и дека почетокот на новата учебна година ќе го дочекаме онака како што доликува на едно централно основно училиште, кое брои само нашето основно училиште 1250 ученици, меѓутоа знаете дека во една административна зграда учиме две училишта и основното училиште Крсте Мисирков. Во централните училишта кои што делат заедничка зграда се образуваат околу 2500 ученици. Поради протекување на кровот и несоодветни услови за изведување настава на третиот кат, дел од учениците следат настава во истурен објект, како и во гимназијата Гоце Делчев. Инаку основното училиште браќа Миладиновци неделава прослави 70 години постоење. Имаме секако и планови за иднината, не очекуваат прва санацијата на кровот. Имаме уште работа со училишната спортска сала. Исто така имаме поднесено убав проект и за подрачното училиште во село Пчиња. И се надевам дека овие заокружени 70 години јубилеи, 70 години постоење ќе ни дадат еден поттик за да продолжиме уште многу години училиштето да остварува резултати. Впрочем, завидно успешни ученици кои освојуваат награди и на општинско, и на регионално, на државно, републички награди, каде што си ја оправдуваат и си ги бранат боите на училиштето. 70 години период на постоење обврзува и не тера да продолжиме постапките на нашите предци и на нашите патрони, браќата Миладиновци. Прославивме патронати и одбележување со многу активности, со игри без граници, со една убава приредба во Центар за култура, каде што имавме масовно присуство на родители, 150 ученика учествуваа во приредбата и пораката која сакавме да ја пратиме и ја пративме всушност ние до родителите и до граѓаните на Куманово беше отсликување на еден училишен ден, што у нас всушност ни се случува во еден училишен ден, каде што нормално беше опатен и кровот и безбедноста, каде што и бевме наметани 3 пати на поставување на експлозивни направи. Всушност, зборувам за последни 3 години каде што работиме во некои услови кои па и гранично нормални. Првин корона, вирусот каде што загубивме и наша вработена. Потоа енергетската криза, економската глобална криза, а енергетската криза баја ги не погоди, бидејќи училиштето се загрева и користи и струја, и нафта, и газ, и дрва, и пелети, што не беше лесно. И сега и самата безбедност нарушена, стави под стрес и ученици, и вработени, и родители, и со тоа дополнително се справуваме, значи имаме видеомониторинг наместено, имаме соработка со МВР, патролно, значи единици секој ден доаѓаат од полиција, а и всушност и ние редовите од наставниците си ги стеснивме малку и одиме со трибини, со работилници, во кои пак ќе кажам и на крај, сакам огромна благодарност да искажам до сите родители.
Во текст и уписите на првачињата и досега во Браќа Миладиновци се запишале 90, а надлежните очекуваат дополнителен број, бидејќи уписот е до крајот на мај.